Добро вечер. Во ден во кој мирува топката на Европското фудбалско првенство, во редовниот термин на магазинското издание на 360 степени ќе гледате. Дали тоа што проблемот го снема во медиумите значи и дека мечките веќе не се симнуваат меѓу луѓето во жировница? Ја реков, Мечко, одеме ли што сакаш тука? Ти замина нагоре, ја мислех отиде шума. По 1 минут се врати и се качи на кропчето. Зашто ќе се отвора уставот и дали има согласност од сите коалициски партнери? Разговаравме со дел од пратениците од коалицијата Вреди и тие се изненадени за некои од работите кои што се наведени во владината програма. Прв пат од нас слушнаа. Мислам дека задача на пратениците да бидат попосветени во анализа и на програмите и на законите кои што стигнуваат во собранието. Дали управното судство смета дека собранието може да избере и агроном за член на судскиот совет и за тоа да нема судска контрола? Уште 5 пати да се распушти судскиот совет, ако имаме вакви суди, со ваков пристап кон правото, кон толкување на правото, апсолутно нема ништо да се смени. Од каде инспирација токму македонската метропола да се представи на картата на гейминг светот за влюбениците во видеоигрите? Мојот колега влезе во канцеларијата целиот радосен. Ми текна идеја за игра, да е бруталистички град, па целиот град можеш да го шеташ, многу непријатели има, да се бориш со нив. Почнуваме со најавените содржини. Се сеќавате на мечките кои лани се симнуваа по храна во селата во Мавровско и беа хит на медиумите на социјалните мрежи. Се сетивме и ние, но пред се наветувањата на надлежните со кои требаше да се обезбеди ова заштитено животно да продолжи да живее непречено, а луѓето да бидат безбедни. Нашиот Хекуре на Кифи беше во Жировница. Мечки си доаѓаат во селото, а жителите се жалат. Малку од ветеното е спроведено. Не се дојде ни еден да рече чеки лудиве како живеат. Мечките си шетаат, си уживаат и селово. Си иде ноќи, ради реда со петарде, пао и ништо намегда. Соседини направи веќе мечкеве. Си шетаат честно и поштено. Овие изјави на жителки на селото Жировница ги снимавме пред околу 7 месеци. Тоа беше време кога целата држава разбра дека мечките кои живеат на подрачјето на Националниот парк Маврово секојдневно се симнуваат во околните села, по улиците, дворовите, па и домовите. Властите најавија серија мерки што временски се совпадна со времето за зимски сон на животното. Па проблемот го снема, барам во медиумите. Сега се вративме во Жировница за да провериме што од ветеното е исполнето и дали мечките повторно си се шетат честно и поштено. Една од мерките беше контрола на ѓубрето. Лани контейнерите најчесто беа полни и незаштитени, што според експертите ги привлекува мечките да се симнат меѓу луѓето. Препораката беше да се чисти почесто, а околу контейнерите да се направат кафези за мечките да не можат да дојдат до храната. Сега на терен се уверивме дека тие места се почисти, но мерката не е исполнета до крај. Контейнерите и натаму немаат целосна безбедносна метална ограда, како што беше предложено од меѓуресорската средба во Центарот за управување со кризи. Не успеавме да го добиеме градоначалникот на општина Маврово и Ростуше, кој е надлежна за комуналните работи. Во долното мало на Жировница не пречека Рамиз Незири. Тој лично сведочи дека мечките повторно доаѓаат по ѓубрето. Имал директна средба со мечка пред само неколку дена. Си идев од центарот и седнав тука кај изликав. Па едно 5 минути ми идеше нешто, ја мислев коза или овца. Во моментот ми слезе мечката на 1 метар. Ја се уплашив, али не баш. Ја реков, Мечко, одеме ли што сакаш тука? Си замина нагоре. Ја мислех отиде шума. По 1 минут се врати и се качи на кропчето. Ја реков, ајде да видиш што е, станав. Ја видов на кровот, ја сликав од блиско. И по тоа се поттрнав едно 5 метра назад. И таа сврти од кровот и слезе кај кантата. Кантата ја заврти, ја почнав да снима. Ја заврти кантата, ја стави главата внатре, ја извади на кеса, ама не најде ништо. Ја сврти главата кон мене, ја почнав да се оддалечува да не ме нападне. И така. Се уплашивте? Па, речи си.
Речиси почина раце ми се тресет. Прв пат во животов на 64 години се сретна толку блиско со мечка. Освен подобра контрола на отпадот, што според сведочењето и снимиките на Рамес и натаму ги привилегува мечките. Други превентивни мерки кои ги усвои владата беа хранење на мечките надвор од населените места, електрична ограда околу имотите каде што се чува животни, успивање и дислоцирање на мечки, заплашување и одвраќање. Председателот на местната заедница Аднан Салију вели дека е разочаран што од ветеното речиси ништо не се остварило. За жал, ни удри една ладна крпа, ние викаме жировница. Падна снегот, мисле дека мечката се повлече. За жал, цела зима се сочуваме со проблем со мечки. Ќе монтираме струја, ќе направиме не знам што, ништо таа работа. Освен пукајнето од страна Национален парк на ренџерите, неколку пати што беше есента, друга мерка апсолутно не е презета према жировница. И територијата на општина Маврово и Ростуше. Салију вели дека биле убедувани и дека мечките ќе бидат преселени, но и од тоа не гледа резултат. Одговорите дека за кратко време тимот ќе биде обучен, пошто немало во Македонија таков тим за успивање, ќе биде обучен тимот во Црна Гора, ќе дојдат да ги успеат и да ги преносат. За жал, 8 месеци истава слика ја гледаме со жировница. Секој ден мечката си шета, дори смешно е, веќе се навикнаме, као дел од жителите вика, дајте бај храна да носиме, ручек и вечер. Жалост. Не знам зашто занемарана работава или чекаат, не дај Боже, да дојде до некои несакани последици, гледаме по светов и по Европа како напаѓаат веќе на човечки фактори. Националниот парк Маврово е една од институциите кои требаше да спроведе дел од мерките. Отаму вела дека не се согласувале со дел од мерките предложени пред 7 месеци. Она што го барале, вели инженерот на Националниот парк Маврово, Томо Ѓорѓевски, е да се успиват и дислоцират мечките, но не успеал обидот за преселба на дел од животните на Осогово. Не добивме таква потврдна информација, затоа што оној кој што беше надлежен од владата, тој е директорот Стојанче Ангелов од Центарот за управување со кризи, да ги следи мерките и спроведувањето на мерките, ние направи еден обид во Осоговскиот дел. Веднаш добивме негативна реакција од населението. И тоа би значило решавање на проблемот од едно место и создавање на нов проблем на сосема нова локација. Ѓорѓевски вели дека постојано е во контакт со населението и го разбира нивното незадоволство, но според него, се додека не се усвои планот за управување, не верува во подобрување на ситуацијата. Тоа ќе биде документ со кој што ќе биде регулирана бројната состојба. Ова ќе го подкрепам, овој факт ќе го подкрепам за да бидеме усогласени сите. Во декември 2023 година помина новиот закон за ловството, каде што сите права и одлуки се дадени на специјална полициска единица која што ќе треба да интервенира доколку се создадат вакви случаеви за да имаме потреба од интервенција. Меѓутоа, ќе повторам, се додека не се донесе планот за управување, не се изготви планот за управување. Што поскоро да се изготви, јас би сакал уште утре да го имам, уште вчера да речам би сакал да го имам, како би интервенирал што побрзо. Иако и од Националниот парк и жителите тврдат дека мал дел од препорачаните мерки се спроведени, од Центарот за управување со кризи и имаат поинакво гледање на работите. Портпаролот на институцијата Илија Бујаровски тврди дека жителите на Жировница сега слободно може да излегуваат од своите домови. Основни беа мерките кои што беа за заградување на таму каде што се контейнерите со
отпадоци, да се скрати можноста на хранење на мечките со оној лесно достапен оброк, би рекле, од рестораните и така натаму. Потоа, една од продуктивните мерки која што вроди со плод беше заплашувањето од страна на ренџерите и сите ангажирани лица заедно во координација со општинската власт. Со помош на природата, вели Бујаровски, проблемот сега е решен. Имаше повеќе шумски плодови, бидејќи знаеме кога нема во планините, во шумата плодови со кои што можат да се хранат мечките, тие бараат извор, а лесен извор се депониите и буквално ѓубриштата и контейнерите, кои што тие, како паметни животни, научија дури да ги отвораат. Но тоа што го кажуваат во Скопје не поминува добро во Жировница. Дури ни кај оние што дел од животот го поминале во главниот град, како поранешниот пратеник Латиф Пајковски. Очигледно резултат нема, за жал, затоа што тие што ги носеле мерките никогаш во живот немале прилика да се сретнат со мечка. Тие што ги носеле мерките живеат во градски урбани средини, нивните дечиња живеат, се шетаат по улици по градовите и не го почувствувале стравот од присуство на дивината во конкретни случај на мечката. Како човек со искуство во законодавниот дом, Пајковски апелира на прашањето да не се гледа бирократски. Да, треба да се заштитат и мечките, и дивите свини, и сите диви животни што ја прават природата таква каква што треба да биде, но пред се населението, кој што чувар на државноста, чувар на границата, чувар на општо придобивките што ги има една држава. Апел од институциите имаше и Незири, кој неодамна се сочил со мечка. Жалосно и срамота. Ајде да речеме на стока. Да не речеме деца имаат, да нападне некој дете. Додека не се случи нешто, овие ништо не преземат. Ама тоа касно ќе видите. Многу касно ќе видите. Жировница не е единственото место каде пролетва беа забележени мечки. Беа снимени и на други локации во Маврово. Имаше напад на трло овци во Гостиварско. Беше нападнат и сточар во Прилепско и дански скијач на Шарпланина. Не се ретки случаите на прегазени мечки по патиштата. Кафеавата мечка е строго заштитен вид, по трајна забрана за лов уште од 1996 година. Според Националната црвена листа, тоа е животно во ранлива категорија во земјава. Проценките во 2020 година говорат дека во Северна Македонија има близу 400 единки, но бројката не е добиена од системски мониторинг. Зашто ќе се отвора уставот и дали има согласност од сите коалициски партнери? Разговаравме со дел од пратениците од коалицијата Вреди и тие се изненадени за некои од работите кои што се наведени во владината програма. Прв пат од нас слушнаа. Мислам дека задача на пратениците да бидат попосветени во анализа и на програмите и на законите кои што стигнуваат во собранието. Дали управното судство смета дека собранието може да избере и агроном за член на судскиот совет и за тоа да нема судска контрола? Уште 5 пати да се распушти судскиот совет, ако имаме вакви суди, со ваков пристап кон правото, кон толкување на правото, апсолутно нема ништо да се смета. Од каде инспирација токму македонската метропола да се представи на картата на гейминг светот за влюбениците во видеоигрите? Мојот колега влезе во канцеларијата целиот радосен. Ми текна идеја за игра. Да е бруталистички град, па целиот град можеш да го шетаеш, многу непријатели има, да се бориш со нив. Сепак има поведри теми. Пример за тоа се асоцијативните модни трендови кои ги диктира премиерот. Портокаловата е една од моите омилени бои. Оваа вратоврска ја добив на подарок од еден пријател. Саботажа. Продолжуваме со висока политика. Владата засега е децидна дека нема намера да го отвора уставот заради внесување на бугарите, но ако внимателно се чита програмата за работа на владата, уставот ќе се отвора за неколку други прашања. Например, за да се намали бројот на пратеници на 90.
Што се ветува новата влада дека ќе менува во Уставот и како планира да го постигне тоа, одговори бараше Славица Филиповска-Иванова. Со 77 гласа за, собранието минатиот викенд ја изгласа новата влада. Констатирам дека собранието избра влада на Република Северна Македонија. А министрите треба да работат согласно програмата која претходно заедно со предлогот до влада ги достави мандатарот Христијан Мицкоски. Што току во архивата на Македонското собрание ја поднесов предлог програмата за работа на идната влада, предводена од ВМРО ДПМН. Меѓу најсериозните ветувања во владината програма за кои пат малку или воопшто не се зборуваше ниту во собранието, ниту во јавноста, се оние за уставни измени. Зашто ќе се отвора Уставот и дали има согласност од сите коалициски партнери. Стефан Андоновски од ВМРО ДПМН сега е министер за дигитална трансформација. Во предизборниот период пак работеше на предизборната програма на ВМРО ДПМН, чија содржина во најголем дел се најде и во владината програма. А во новата владина програма наголемо е отворена врата за измени на највисокиот правен акт на државава. Измените наведени на страница 27 се однесуваат на веќе најавените реформи во судството. Владата ќе иницира и процес на промена на Уставот во делот на уредувањето на составот на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. А малку подолу во програмата се предвидени и серија други измени. Владата ќе ги поддржи сеопфатните дискусии во собранието за измени на Уставот со кои ќе се овозможи формирање на собрание од 90 пратеници, како и системски законски реформи за воведување една изборна единица за избор на пратеници во Македонското собрание со изборен праг по примерот на други европски држави. Укинување на изборниот цензус за избор на председател во согласност со препораките на ОПСЕ ОДИХР, укинување на концептот влада за спроведување на избори, така наречена техничка влада, реформа на Уставниот суд и воспоставувањето можност за разрешување градоначалник. Владината програма можеме да кажам дека има два дела. Едниот дел кој што произлегува од ингеренциите на владата и кој што планираме да го иницираме како влада, а што ќе значи една реформа на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители, и таму имаме преодно решение кој што е во еден измеѓу период и имаме едно крајно решение кон кое што ќе целиме како влада, а тоа е да имаме промена на Уставот во делот на начинот на избор на членовите на Судскиот совет и Советот на јавни обвинители. И вториот елемент за кој што се задржуваме во владината програма е тоа дека владата ќе иницира дискусија соопфатна и јавна расправа и експертска дебата, но и сериозна дебата во собранието за заложбите кои што ние ги имавме како политичка партија, а сега се преточени во владината програма, а тоа е на пример собрание кое што би имало 90 пратеници, намалување на прагот за избор на председател во вториот круг од 40% или да се избрише како праг, или да биде некој многу понизок праг, воедување на изборен систем во кој што Македонија ќе биде една изборна единица со соодветен праг, кој што наликува на праговите во државите во соседството или државите од Европската унија. И сето тоа би било процес кој што ќе трае во собранието и кој што ќе го поканиме собранието да го води тој процес. Дел од овие измени на Уставот кои ги немаше во предизборните партиски програми веќе беа предмет на анализа во 360 степени. Во минатата емисија во соработка со Центарот за управување со промени, констатиравме дека ако во програмата за работа на владата влегоа ветувања поврзани со Уставот кои ги немаше во предизборието, во неа ги нема дел од предизборните ветувања на коалицијата Вреди. Например, за редефинирање на Северна Македонија како земја на две мнозински заедници, македонската и албанската, формирање Албанска банка и формирање Албанска академија за науките и уметностите. А го нема и клучното – промена на Уставот како дел од пристапниот процес кон Европската унија, чекор за кој Вреди тврдеше дека ќе бидат гаранти во новата влада. Предпоставам дека некој процес во однос на отварање на Уставот ќе ни предстои и од оваа влада, но не го гледаме конкретно дека ќе се однесува на барањата за внесување на бугарите во Уставот. Од дополнително, например, во програмата на Влен стоеше дека уште во првата година ќе бидат направени овие измени, и тоа токму со цел членство во Европската унија. Тоа како таква конкретна мерка не го гледаме сега овде.
Па како власта предводена од ВМРО ДПМН планира да протурка уставни измени за судството, за собранието и други прашања, без да го исполни клучното барање на Влен, барем декларативно. Зарем мислите дека би поддржале тие вакви измени без да се вклучи тој дел? Наша заложба е да успееме во евроинтеграциите и тој процес да го водиме врз основа на рамноправна и реципрочна основа, нешто за што се залагаме и во владината програма. И тоа ќе значи наоѓање алтернативи решенија кои што ќе значат задржување на достоинството на македонскиот национален идентитет и гарантирање дека процесот нема да биде дополнително условуван. Еве може да цитираме: владата силно ќе се залага за изнаоѓање решение во прилог на придвижување на процесот, без при тоа да прифати диктат на трети држави. Како го замислувате ова? Околу прашањето кој што го кажавте околу коалиционите партнери, секоја уставна реформа предвидува барање на широка поддршка. Не сметаме како влада дека можеме сите промени да ги направиме одеднаш и да ги направиме 100% под угледот на тоа што се нашите заложби и размислувања. Но стоиме отворени да започнеме дискусијата и да видиме кон што таа дискусија ќе конвергира. 360 степени во неколку наврати се обиде да добие изјава од представник на коалицијата Вреди за овие прашања. Откако не успеавме со двајцата портпароли, се обративме до владин функционер како и до пратеник. Функционерот немаше време, а пратеникот не беше подготвен, оти за дел од заложбите во владината програма слушна првпат од нас, иако во неделата гласаше за новата влада. Минатата недела пак, од коалицијата Вреди ни рекоја дека не сметаат од нивните барања извисиле. Велат, успеале да обезбедат силно динамизирање на евроинтеграциите, безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата, како и економски реформи. За други прашања, отвориле дебата и чекаат развој. Сите сме свесни дека македонската страна има своји грижи и бара дополнителни гаранции, а во исто време сите сме свесни дека без ВМРО ДПМН уставните промени не можат да се случат. Затоа нема да се однесуваме наивно и како нашата политичка конкуренција да продаваме демагогија. Туку сме јасни и прецизни. Во разумен рок очекуваме ВМРО ДПМН да го соопшти планот под кои услови ќе се спроведат уставните измени. ВМРО ДПМН им вети на своите гласачи дека ќе се обиде да обезбеди дополнителни гаранции, дека уставните измени се последниот услов за суштинско отворање на преговорите за конкретните поглавја. Разговаравме со дел од пратениците од коалицијата Вреди и тие се изненадени за некои од работите кои што се наведени во владината програма. Првпат од нас слушна, како на пример за намалување на бројот на пратеници. Јас ја почитувам многу посветеноста на новинарите да ја читаат и да анализираат програмата. Со истата посветеност голем број новинари и новинарски Но очигледно не сите пратеници. Мислам дека задача на пратениците да бидат попосветени во анализа и на програмите и на законите кои што стигнуваат во собранието и вистински да ги анализираат, критикуваат, бранат во собранието, да ги анализираат. Не е моја работа да Вреди за програмата. Беа консултирани за програмата секако и политичката партија Знам за наша Македонија и коалицијата Влен од повеќе политички партии. Владата допрва ќе треба да носи годишни програми по кои ќе реферира и во кои ќе мора да предвиди конкретни средства и рокови. Останува отворено прашањето дали во 4-годишниот мандат ќе се случат уставни измени и какви. Замислете дека партиите во собранието се договориле и избрале агроном наместо правник за член на судскиот совет или обратно. Правник за позиција на која е потребен агроном. Ако се случи вакво нешто, а и се случува во поблаги форми, според толкувањето на универзитетскиот професор Денис Прешова на неодамнешното решение на Висшиот управен суд, нема инстанца која би му се спротивставила на законодавниот дом. Зошто и како? Од Галена Николовска-Ризвановиќ. На крајот на 2020 година собранието ја избра Павлина Црвенковска за член на судскиот совет. Според нејзината биографија, во последните 14 години пред изборот, таа била судски советник во апелацијскиот суд во Скопје. Предходно била државен советник во владата од 2004 до 2006 година, раководител во одбрана, адвокатка, приправничка. Собранието според уставот избира 5 од вкупно 13 члена на судскиот совет кои имаат право на глас, но тие мора да бидат од редот на универзитетските професори по право, адвокатите и други истакнати правници.
Набргу по изборот, Црвенковска стана и председателка на судскиот совет, што ја натера дури и партијата која претходно го релативизираше да се повикува на експертот Рајнхард Прибе. Прибе препорача во судскиот совет да нема политички фигури, а Павлина Црвенковска е класична политичка фигура на Зоран Заев и на Бучковски во судскиот совет. И наместо стручност, сметам дека незиниот избор значи деградација на мнозинството на судии во Македонија. Судскиот совет одамна не бил присутен во јавноста подобро, но во изминативе 2 години многу почесто беше популарен полошо. За чести јакавги пред јавноста, Павлина Црвенковска си поднесе оставка, а незината наследничка Весна Дамева беше незаконски разрешена. Но додека јавноста ги следеше највпечатливите епизоди во подолгата серија скандали, во позадина се водеше друга битка. Правниот факултет Јустинијан I при Универзитетот Свети Кирил и Методи е дом на професор кој учествувал во обид да се оспори изборот на Павлина Црвенковска за член на судскиот совет. На 29 март 2022 година, Владо Мицковски од Кичево, инаку и извршител, преку адвокатката Павлина Зефиќ поднесува тужба до Управниот суд. Како еден од пријавените кандидати на огласот за избор на член на судскиот совет, тој го спори изборот на Црвенковска. Клучно се аргументира во тужбата, иако не постои законска дефиниција што е истакнат правник, во Законот за судски совет се упатува дека тоа подразбира кандидатот да има положен правосуден испит и при вршењето на својата професија да се истакнал во својата научна или професионална работа. Судски советник, пишува во тужбата, не одговора на ваквото поимање. Ги наведуваме аргументите дека дури и според така наречените канони или правила на правното толкување, никако не може да се толкува дека судски советник може да представува истакнат правник. Има посебен принцип каде што при такви генерички формулации на крајот на одредбите мора да ги следат претходно утврдените категории кои ги наведува самиот законодавец или уставотворец. Значи имаме универзитетски професори, адвокати, меѓународни судии, поранешни судии на Уставен суд и други истакнати правници. И вие во други истакнати правници ги ставате судските советници, односно стручните соработници во судовите. Тоа апсолутно не говори, ниту ние сакаме да оспориме нечiji квалитет. Прашање на искуство на правничко знаење. Апсолутно не станува збор за такво нешто. Ние знаеме дека има стручни соработници кои имаат исклучително добро познавање на правото и знаење, и се навистина квалитетни правници, но во оваа ситуација говориме за еден вид на статусно прашање, прашањето дали сте можеле вие воопшто да се истакнете како правник од позиција на стручен соработник или судски советник. Друга основа во тужбата е фактот што дури и како стручен соработник, Црвенковска е избрана од позиција во судството. Тие се дел од судскиот систем, односно дел од судовите, кои се вршители на судската власт. И на тој начин е проблематично вие нив да ги третирате како несудски членови и да ги ставате во оваа категорија. Доколку веќе е така, нели, доколку се навистина така истакнати правници, тогаш попрво би требало да ги стават во групата со судски членови, па нека ги гласаат ако сметаат дека се толку истакнати, дека така треба и нека побараат измена на законот. Но во оваа ситуација е апсурдно вие некој што работи секој ден во судот, работи за судијата, вие да го третирате како односно да го избирате како несудски член во дадениот контекст. Тужителот се повикал на членот 3 од Законот за управни спорови, каде во ставот 5 пишува дека во управен спор судот одлучува и за законитоста на конечните поединечни акти со кои се одлучува за избор, именување и разрешување на носители на јавни функции, донесени од Собранието на Република Македонија, председателот на Република Македонија, владата на Република Македонија, органите на државната управа, организациите утврдени со закон, другите државни органи, како и органите на единиците на локална самоуправа. Иако тужителот навел решенија во кои Вишиот управен суд во минатото прифатил да решава за вакви прашања, Управниот суд ја отфрлил тужбата. Сметал дека станува збор за предмет за кој не може да се води управен спор. Судот смета дека изборот на истакнат правник кој не е од редот на судиите е дискрециона одлука на Собранието на Република Северна Македонија, која се донесува во рамките на неговите уставни овластувања. По ваквата одлука поднесена е и жалба до Вишиот управен суд,
кој донел одлука на почетокот на годинава. Во решението се потврдува пресудата на управниот суд, но се негира делот од првостепеното решение, дека за прашањето не може да се води спор. Сепак потоа, Вишиот управен суд се повикува на членот 124 од Законот за општа управна постапка, со што прашањето го сведува на одлучување за управен акт, а не за конечен поединечен акт како што бара тужителот. Односно, судот ги реди основите според кои еден управен акт може да се прогласи за ништовен и констатира дека оспорениот акт не ги исполнува тие услови. Одлуката е донесена од страна на надлежен орган. Не може да предизвика казниво дело според кривичниот законник. Не е погрешно применет материјален закон. Е донесена по предходен предлог доставен до Собранието на Република Северна Македонија и истата не содржи неправилност според која, според некоја изрична законска одредба, е предвидена како причина за ништовност. Проблемот во ваквото толкување според Прешова е тоа што Собранието не е орган на управата, што е јасно дефинирано во член 4 од истиот закон. Јавен орган представуваат министерствата, органите на државната управа, организации утврдени со закон, другите државни органи, правните и физичките лица на кои со закон им е доверено да вршат јавни овластувања, како и органите на општината на градот Скопје и општините во градот Скопје. Вишиот управен суд на овој начин повторно ја затвори вратата за било кој кандидат кој конкурира на било кој област, премногу екстензивно оставајќи простор за толкување на дискреционо овластување, што тоа може да биде предмет на управен спор и во која ситуација управното судство ќе навлезе во заштита на правата на граѓаните, особено кога се работи за пристап, односно можност за избор на функции, на избора на именувана функција, значи на јавна функција, што исто така е загарантирана со Уставот, уште една основа на која се повикавме и во нашата тужба. Кои се последиците од ваквиот епилог? Според Прешова, решението значи дека Собранието може да избере и агроном за член на судскиот совет ако има доволно гласови и дека никој нема да спроведе судска контрола. Но додава, очигледно е дека има разлика кој ја поднесува тужбата. Тие имаат уште една слична активна тужба која се води во рамки на управното судство, а станува збор за избор на уставен судија. Основите се слични, но подносителот е различен. Веќе имаат инаков исход, но постапката не е до крај завршена. Уште 5 пати да се распушти судскиот совет, уште 5 пати да се смени законот за судски совет, уште 5 пати да се смени законот за управни спорови. Ако имаме вакви суди, со ваква судска култура, со ваков пристап кон правото, кон толкување на правото, апсолутно нема ништо да се смени. Таквите луѓе повторно ќе дојдат на функции во судскиот совет, на чела на судовите, повторно ќе одлучуваат, ние суштината не ја третираме, ние нудиме само некакви палиативни решенија, гасиме пожари кои од скоро време се распалени, а суштината и коренот на проблемите не го третираме. Тестот на управното судство на професорот Денис Прешова не е од вчера. И во 2019 година 360 степени извести за неговите тогашни обиди да го оспори изборот на Лидија Каначковик и Виолета Богоевска во 2013 година за членки на судскиот совет. Мнозинството во Собранието, тогаш предводено од ВМРО ДПМН, ги избра за истакнати правници, иако беа активни судики. И тогаш управното судство реши да не поништува конечен поединечен акт на Собранието. И тогаш пораката на Прешова беше слична. За реформите во судството не се доволни само законските измени и реформа на правната рамка. За такво нешто многу одамна говориме дека е потребно промена и на правната култура на судскиот менталитет. Но мисијата продолжува. Одиме на следната тема. За Скопје ни е дом, за остатокот од земјава главен град, а за неколкумина млади во стан во аеродром, Скопје е епицентар на епска битка. Вонземјаните се веќе тука, а на жителите е да најдат начин како да го спасат Скопје и себе си. Играта се вика Скопје 83 и не се работи за мало издание, туку за многучасовна акција во прво лице. Пробната верзија веќе е објавена на некои од најголемите светски продавници за игри. Михаил Милошевски помина неколку часа со тимот кој одлучи Скопје да го претвори во арена за војна меѓу агресивните вонземјани и истоштените земјани. Ако сценографијата во оваа компјутерска игра ве подсетува на платото пред комплексот факултети на Битпазар, или пак овој дел многу наликува на старата скопска чаршија,
не сте во заблуда. Ова старо ново Скопје се создава во мал стан во Скопски аеродром. Го конструираат млади ентузијасти кои се обединиле во тим, наречен Dark One. Имаш нешто интересно да фатиш? Мислев по стените да ги ставаме. Може. Приказната за сега веќе професионалната компанија за развој на видеоигри започнала пред повеќе од 10 години. Иако биле мал тим, имале големи амбиции. Во текот на тие години ние работевме на тоа да станеме подобри гейм девелоперс, колку што може повеќе пред конечно во 2017 година да решиме дека време е сами да почнеме да правиме игри. Од тогаш наваму имаме издадена една игра која што се вика Odin to the Core, која што е достапна на мобилни уреди, на Xbox и на Nintendo Switch. По првичниот успех со играта наменета за мобилни уреди, тимот оди чекор понатаму. Започнува со планови за правење игра за компјутер наменета за широки маси, а називот на играта звучи познато, оти го носи името на главниот град на земјава, Скопје 83. Играта спаја во научно-фантастичниот жанр. Македонската метропола е представена како дистописко општество под целосна опсада од мутанти и вонземјани, во која се препознатливи ретро елементи, од градби до возила. Ваша цел како играч е да се обидете да откриете како да го спречите градот да биде уништен во рок од одредено време, сам дека 7 дена е во моментов, меѓутоа тоа нели. Во овој период може да биде сменето за крајната игра. Ваша цел е да се обидете да спречите таа нуклеарка да се направи, цело време почнувате од почеток, значи почнувате од калето и понатаму се шетате низ целиот град и пробувате да сватите како да спречите оваа катастрофа да се случи. Играта е се уште во фаза на изработка, но нејзината демо верзија веќе е објавена на популарната платформа за видеоигри Steam и бележи солиден број симнувања. За изгледот на моделите и фигурите во играта е задолжен Симон Стојановски, директор на уметност и моделар. Како една од главните инспирации за него кои се пресликани во изгледот на играта се бруталистичките згради кои се дел од архитектонскиот декор на градот, од студентскиот дом Гоце Делчев до поштата и Универзитетот Свети Кирил и Методи. Брутализмот беше првичната идеја, дури као сакаме да направиме бруталистички град. И не се само, фала Богу, не се само од Скопје инспирирани градби, зедовме општо бруталистичкиот изглед низ цел свет. Нормално ги имаме нашите битни бруталистички згради, ги има скоро сите, ако не и плюс некои измислени. Ама да, брутализмот не беше водечка, како да кажем, архитектска насока што сакавме да спроведеме. Во текот на играта, секој играч има можност да го истражи Скопје, од Карпош 1 до аеродром, од железара до водно. Од каде инспирација токму македонската метропола да се представи на картата на гейминг светот за влюбениците во видеоигрите, кои сочинуваат значителен процент во светски рамки. Се случи во 2019, мислам. Симон, мојот колега, влезе во канцеларијата целиот радосен. Ми текна идеја за игра. И почна да раскажува да е бруталистички град, па целиот град можеш да го шеташ, многу непријатели има, да се бориш со нив. И ја седев, го слушав и си реков, па чекај малку, ако е бруталистички град, зашто не Скопје? Тука живееме, зашто да не го представиме нашиот град? И така, од тоа, мислам, сите се согласивме веднаш. И од таму натаму, така, многу ни е драго што ја направивме таа одлука, да е Скопје, да кажам, центарот на играта. Секој од вработените има своја улога во создавачкиот процес, а кога има тимска работа и хемија, соработката оди многу полесно. Кога на сето тоа ќе се додаде факторот другарство, се добива формула за одлична атмосфера и желба за надградба. Симон Стојановски вели дека предизвиците со кои се соочуваат се големи, особено поради фактот што кадар за нивната професија во Македонија не може да се најде лесно. Секате борба со енџинот во кој што работите, со програмите, со можеби сакате да додадете 10 дрва, не смеете 10 дрва да дадете зашто ќе почне да зема премногу ресурси, значи секогаш мора да се најде некој компромис што може да се изведе од самиот енџин, а што можете вие, не е секогаш исто. Така да има секогаш, тоа е голем проблем општо со и предизвик кога се работи на игри, да се најде некоја златна средина кај што ќе изгледа добро, ама исто и перформансите ќе бидат добри.
Бидејќи играта е се уште во фаза на доразвивање, сите карактеристики не се вметнати во демо верзијата. Според Марко Зарев, играта ќе може да ја играат 4 играчи истовремено, а секој од нив ќе има можност да го истражува градот, при тоа комплетирајќи мисии и задачи, користејќи интересни оружја и тактики. Во Скопје 83 оружјата се строго забранети, ниту полицијата, војската смеат да ги поседуваат и луѓето што живеат во Скопје мора да најдат иновативни начини како да се заштитуваат себе си. Затоа сите оружја се скрпени од различни алатки, од бормашини, од пили, колку да имаат нешто. Всушност играчот ги наоѓа тие нацрти во играта и ги копира за да направи своји оружје. Државата, преку Фондот за иновации и технолошки развој, финансиски помага на различни предприемачи кои имаат идеја за иновативни и креативни продукти. А тоа било случај со почетокот на развојот на играта Скопје 83. Иако засега нема прецизен датум кога играта ќе биде целосно функционална, очекувањата се тоа да се случи кон крајот на тековната година. А до тогаш, тимот на Dark One Gaming од Скопје го чека уште работа за довршување на играта, со што македонскиот главен град се надеваат ќе стане центар на светот, барем од геймерски аспект. Welcome to Skopje. И вечерва не пропуштајте да видите што подготвил Сречко Поповски во новото издание на Саботажата. Битката за врвот и состојбата во СДСМ изгледа е толку болна што предизвикува дури и здравствени компликации, бара хируршка интервенција. Слепите црева кои не вршат никаква функција може да направат проблем. Мора да се тргнат, особено ако се воспалени. Операцијата помина како што треба, веќе во текот на денешниот ден сме оперативни, 19 часот. За жал морав да ги откажам сите теренски активности за вчера за денеска, меѓутоа денеска 19 часот продолжуваме со лайв чат. Кој знае кој го слушал и кој има интерес да оправа партиска политика. Иако кандидатите секој за себе да земаат некоја чудна поза, во која за некого изгледа помила е партијата, отколку државата. Бидејќи Северна може, ама не во името на СДС. Ако тоа биде условот, ако биде наметнато такво прашање, прво СДСМ нема апсолутно да го промени името, ако јас сум председател, тоа нема ни да биде тема на разговор. И ако треба да се откажеме по цена на примање на средства од државата, да, ќе се откажеме. Меѓутоа името на партијата не можеме да го промениме. Ова чудно десничарење на левичарите наликува на актуелното левичарење на десничарите. И тие се против срамната придавка, ама немаат можност да ја сменат, иако има и повеќе за законот за реорганизација на владата. Доколку имаме 2/3 од бројот на пратениците во рамките на Македонското собрание, единствениот начин да се создаде можност да чекот назад поврзан со Преспанскиот договор. Првото е да освоиме двотретинско мнозинство на овие избори, за да можеме да пристапиме кон промена на уставот и да го вратиме старото име. Шифтањето е дел од политичката традиција. Предпоставка е дека само никој не се сеќава кога и што зборувал за тие што биле опоненти, а сега се во истиот оркестар, само со друг диригент. Неспособноста на владата, начело со министерот Таравари и катастрофалните кадровски решенија, каде директори професионалци на македонските клиники беа заменети со партиски послушници, го уништија здравствениот систем во државата. Ништо поразлични не се ниту тие што сега се дел од парламентарната подпредседателска тројка. А беа толку многу закрвени што јавно и без скрупули се обвинува и навредува за се нешто. Семејството Милошовски е врзано за аферите 2-3 куќи во Злокуќани, превземање на Автомотосојуз друштвото, купување на општинска зграда Пласница и ред други афери. Во овој момент единствено ни останува можноста покрениме иницијатива за интерпелација на Милошовски. И на крајот, сепак има поведри теми.
Пример за тоа се асоцијативните модни трендови кои ги диктира премиерот. Портокаловата е една од моите омилени бои. Оваа вратоврска ја добив на подарок од еден пријател и спонтано утрово ја облеков без никаква порака. Во политиката, ретко кога нешто се случува само по себе. Особено кај политичари, кои за себе велат дека се математички прецизни. Саботажата вообичаено е финалето на емисијата 360 степени. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте и ви закажувам нова средба в понеделник. Пријатно!